Зоолошката градина останува во целосен карантин. Ниту птица може да прелета, ниту има некаква информација што се случува внатре, зад затворените капии или пак каква е состојбата со животните. Изминаа веќе 2 недели откако надлежните ставија клуч на врата, како нулта точка од каде можеше да избие епидемија на птичи грип, а се уште нема никакви информации дали заразата е искоренета или можеби некоја друга птица добила позитивен резултат за опасниот H5N1. Директорот Зоран Попов како и зоолошката бил на боледување, а портпаролката Само Кусо ни кажа дека со животните било се во ред. Вратите во зоолошката градина и денеска се затворени за посетители. Тоа така ќе биде и во наредниот период, односно во наредните 8 дена, до кога надлежните ќе треба да го расчитат случајот. Угината слоница, жирафа, монголски коњи, лемури, антилопи, зоолошката градина е целосно уништена. Од најразвиената и најпосетуваната во регионот до руинирана и со клучна врата, една од најстарите зоолошки во Европа ги преживува најтешките години од своето речиси 100-годишно постоење. Граѓаните сметаат дека не се води доволно грижа за животните во зоолошката и бараат одговорност. Што се работи за животни на кого им има потреба од ежедневна, грижа за нив. Но систем никој не одговара. Па тука си има лекари, зашто не ги лечат птиците, ако се болни? Мислам за одговорност си има тамо надлежно мислам што се разбираат работава. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека засега остануваат на сила и изречените заштитни и контролни мерки. Мерките ќе бидат на сила 21 ден и истите се однесуваат на забрана за влез и излез на посетители во зоолошката градина. Спроведување на мерки за дезинфекција и чистење на одгледувалиштето, забрана за влез и излез на други птици или цицачи без одобрение на официјален ветеринар, лабораториско тестирање на примероци од секој сомнителна или угината живина. На 19 октомври беше извршено хумано убивање на 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и 1 чавка, откако беше потврдено присуство на птичи грип. Од страна на надлежен официјален ветеринар беше спроведен надзор и беа превземени мерки за следење на болеста. Од Институтот за јавно здравје велат дека нема заразени луѓе со птичи грип. До сега беа тестирани само 2 луѓе, едниот вработен во зоолошката, а втората била посетителка која сама барала да се тестира. И двата резултата се негативни.